Директоре, отворен ден на Средното училиште Економско Јовче Тесличко во Велес, така е најпознато. Ке ни кажете ли со што училиштето се представува пред 9 одделенците од нашиот град, од регионот? Што е тоа што денеска ќе биде од вас осмислено, а предизвик за нив? Благодарам. Прво добро дојдовте во Економска, во Општинско средно училиште Јовче Тесличко Велес на отворениот ден на училиштето, на кој што поканети се учениците од 9 одделение од основните училишта во општина Велес, меѓутоа со следните општини Чашка, Градско и Лозова. Традиционално го правиме обично во месец мај, не само ние, туку и сите средни училишта, на кои што ги информираме и запознаваме учениците кои што од септември треба да започнат во средно образование, што е тоа што ние го нудиме и сме по различни во споредба со останатите. Она што го нудиме како училиште и токму на овој ден го представуваме пред учениците, тоа се образовните профили кои што ги нуди училиштето. Активностите зборуваме и за наставни во кои што учениците можат да се вклучат и секако просторните услови во кои се реализира наставата. Дали имаме промени некакви во образовниот процес во Средното економско училиште? Во принцип ги имаме профилите кои што ги нуди оваа струка. Согласно конкурсот за уписни ученици во прва година ќе запишеме 4 паралелки со вкупно 127 ученици, распределени во 3 профили. И тоа е профил техничар за трговија и дигитален маркетинг, каде што ја поврзуваме економијата со информатиката и маркетингот. Економски техничар како дуална паралелка или паралелка во соработка со компании, каде што учениците кои ќе се запишат во оваа паралелка ќе реализираат практично образование во компанија со која училиштето има склучен договор, а кои денес на овој отворен дел од нив и присутни со своји штандови, каде што ќе реализираат практична настава или практично образование во втора, трета и четврта година, а од друга страна имаат можности за стипендирање од страна на државата за како запишени ученици во дуални паралелки во висина од месечна стипендија од 3500 денари. И во делот на 3-годишното образование го нудиме профилот референт за продажни услуги, каде што учениците по завршување на трета година можат да продолжат со проводност и во четврта и да се стекнат со 2 дипломи, а исто така и оваа категорија ученици или кои што ќе се запишат во овој профил можат да аплицираат за добивање на стипендија наменети за ученици запишани во 3-годишно образование. Во делот на образованието или целиот овој процес, тоа што како новина почна од оваа година е дека на крајот на завршување на средното образование учениците имаат можност да изберат помеѓу 4 вида на матурски испит, и тоа е државна матура која што им овозможува на учениците проводност на било кој факултет, државна стручна матура која им овозможува упис на сродни факултети на она што го учеме, тоест економијата и правото, училишна стручна матура која им овозможува на учениците веднаш да се вклучат на пазарот на труд и завршниот испит за оние кои што завршуваат со 3-годишно образование, исто така како диплома која им овозможува веднаш влез на пазарот на труд. Благодарам.